А не би биле Мундокаст ако и во оваа епизода број 6 немаме еден фудбалски стручњак, едно фудбалско именентно име кое го паметиме по неговите добри настапи во младоста, играчката, нели, негова кариера во репрезентативниот дрес, но сега и како еден стручен тренер, па верувам дека и со поинакви очи го гледа овој мундијал. Ќе му посакаме добре дојде на Срѓан Захариевски. Добре нашол. Гледам дека емисијата ви е супер, тргна му аветот и се надам дека ќе продолжи во исто темпо. Долго лето, топло лето, интересни надпревари, голем број надпревари. Како врските дозволуваат да се следи ова светско првенство? Па добро, да бидеме искрени, оние надпревари што се до 2, некаде ноќта до 3, максимум, некако ги и гледаме на оние останатите 5-6, може нешто highlights да видиме, но сепак мислам дека сега започнува светското првенство. За мене сега започнува светското првенство. Сега се оној квалитет 32, мислам дека овие 48 се гломазно светско првенство. Се види дека и некои репрезентации дека и не име местото на светското на овое светско првенство, бидејќи има голема разлика уште меѓу овие репрезентации што претендираат за светска титула и овие што се како дебитанти или јас би ги нарекол туристички за да видат до кај се што се, но мислам дека голема е разликата и сега предстои овие 32 екипи што станува, предстои вистинска борба и сега ќе биде уште погледано и уште поинтересни надпреварите. Една од најголемите недоумици што се отвори беше шансата третопласираните тимови да поминуваат понатаму. Тоа на европските првенства веќе го имаме некое време. Сега, кај е недоумицата? Од FIFA велат ова остава можност да не се разочаруваат оние што по 2 кола имале послаби резултати и во третото коло да бркаат пласман понатаму како третопласирани. Меѓутоа, остава и доста простор за одредени калкулации. Еве, видовме вчера, например, во надпревар помеѓу Австрија и Алжир, каде што Австрија дава гол, алжирската публика се радува. Па секако и не знам сега дали е тоа и вистина или не, тоа оставија и да се види што му рекол Арнаутовиќ на Петковиќ на тренерот, тоа е сега да се но сепак резултатот кога ќе се сврти на крај и оној резултат, ако се сетиме, мислам дека беше меѓу Данска и Шведска, кога само со 2-2 изфрли Италија, поминува понатаму. И случајно 2-2 заврши. И случајно заврши, така да не влегувам во шпекулација, јас најмалку тоа шпекулирам и зборам, но резултатот 3-3 во продолжетокот, двата гола, мислам дека остава некој впечаток и она Арнаутовиќ, дали е вистина или не, пак ќе се оградиме и нека прочитат што зборел, тоа може да се прочита, бидејќи не се криеше Арнаутовиќ, го кажа и јавно. Така да, ако е вистина, мислам дека такви надпревари во иднина мислам дека ќе има, бидејќи голем е влогот на овие светски првенства за да се помине. Марко во 93-та за 3-2 изгледа не знаел, па. Али у 96-та знаеше. Му кажа, чекај. Историски по многу нешто ова светско првенство, форматот, проширениот поголем број надпревари, нели нови FIFA правила, но само 3 репрезентации по првите 3 рунди имаат 100% учинок. Дали ова е простор за повеќе тактизирање, дали ова е резултат на повеќе заморени можеби играчи од напорните сезони низ Европа? На што се должи се? Добро, модерниот фудбал и не можеш лесно да кажеш дека ќе победиш некоја репрезентација на светско првенство. Играат сите, но сепак она што кажав дека сепак има разлика меѓу репрезентациите. Да не бидеме сега кој, како и што и кои се фаворити, мислам дека или да навлеземе во детали, играле вака, па тактика, мислам дека оние репрезентации кои што имаат во топ 5 лиги во Европа, тие се горе и тие се претенденти. Значи, колку си поквалитетен играч, така и репрезентацијата е поквалитетна и може да се надева на нешто. Кога ќе ги анализираме, ќе направиме преглед на сите репрезентации што дадат понатаму и што се фаворити, тоа се играчи од топ 5 лигите. Сега дали селекторот оставил трага, слуша многу, па овој оставил трага, па не играле вака, па немале хемија, па имале хемија.
но сепак мислам квалитетот е во тие топ 5 репрезентации, нешто што е те Аргентина и Бразил, ама пак имаат играчи што играле во Европа, сите тие се играчи што играат, знаат систем, играле на високо ниво. Другите репрезентации, колку помалку играчи имаат од тоа е све подалеку од да бидат претенденти за висок пласман на светско првенство. Тоа е моето мислење. Големите звезди се големи звезди затоа што поседуваат квалитет што ги издвојува од сите други. Меѓутоа како такви и најмногу се трошат и во клупските сезони и во репрезентацијата. Колку ќе зависи која репрезентација докаде ќе дотурка, колку ќе бидат подготвени оној втор круг на играчи што ги обкружуваат главните звезди, кога можеби ќе осети некој умор, нема да биде спремен 90 минути или ќе има продолженија, ќе мора. Роналдо има 41 година и Меси го стигаат годините. Мбапе колку и да е спремен, веројатно се троши човек и тој на крајот од денот. Халанд исто. Па процентите, овие што беа процентите, не случајно се извадени тие проценти. Гледаме дека некои со 100% учинок нема ни 3%. Значи, треба да имаш Франција, например, зашто има најголем процент Франција и 5 тима да состоиш од Франција, они ќе бидат пак конкурентни за светска титула. Так. Значи, имаат доста квалитет, доста ротираат, ќе се појави Мбапе, ќе нема Мбапе, ќе се појави Дембеле, ќе даде 3 гола, тука е Дезире Дуе, Олисе, значи имаат они Шерки од Интер напаѓач Турам. Значи они имаат сега во моментот што ни текнува 6-7 страшни напаѓачи и да не играат Дембеле, ќе игра, не знам, Дуе, ќе игра Мбапе, ќе игра било кој и тука се тие проценти, кој има повеќе ротација на вакви турнирски надпревари, тоа е и по квалитета. Значи ротацијата и во секој спорт на вакви турнирски надпревари е многу значајна и затоа се говори, затоа се тие проценти. Ако треба да издвоиме некоја селекција, која најпријатно не изненади или која пак потврли во досегашните одиграни колку 72 надпревари? Па добро, потврли и едното и другото мислам на Турска. Турска не потврли играчки, Турска само на последниот надпревар го доби, на него претходните два надпревари имаат 62-3 шута на гол. Значи тука се работи за квалитет и не случајно мислам и дека не го сменија тренерот. Монтела го оставија, значи знаа да препознаат, не е оној језда се балканци, ама не преовладе балканскиот менталитет на турците, па одма да го сменат. Од друга страна и се најголемо разочарување. Не помина во група, а имаат квалитет за такво нешто. Сигурно од разочарувањето си и Уругвај, кои имаат многу добра екипа. Не знам како може да не поминат во некоја група што и не беше некоја јака група. Така е. Она другото што е фаворит, тоа си помина за мене и пред светското. Франција е главен фаворит. Јас секаде ја издвојувам Франција и понатаму има еден празен од и после се редат 3-4 како Аргентина, не знам, Бразил искрено да бидам не го гледам во завршницата. Него тука се од овие европските репрезентации Португалија стававка во фаворит, но Португалија мене ме разочарува и со игрите и со односот. Вчерашниот надпревар ми покаже една Португалија како, не знам, пред 10 години бразилското првенство, каде што 5 играат напред, 5 се бранаат назад. Гледаме дали е тоа незадоволство меѓу нив, дали тие напаѓачите го имитираат Роналдо или он не може да се издвои како Меси во аргентинската репрезентација, каде што сите играат за Меси и сите не име проблем да трчаат за Меси. Овде видов една Португалија каде што 3-4 играчи ќе заврши акцијата, никој не сака да се врати. Дали е тоа инат, пак ќе кажам, на Роналдо или што он може и годините, може и голгетерството, тие се такви напаѓачите. Некојаш и не знаат не може да се вратат, се чуваат за напад. Сега не ја гледам како фаворит до сега во ова групна фаза, но јас пак ќе кажам, сега почнува светското првенство и до сега ќе чекаме квалитетни и во еден надпревар секогаш е неизвестно на вакви квалитетни репрезентации што остануваат. Така,
дали може колкава ќе биде еве во најбитните сега надпревари што доаѓаат каде што и нема право на грешка, улогата на селекторот. Зошто прашувам? Еве, ја споменавме Португалија, го споменавме Бразил. Бразил, интересно, ниеден од нашите гости не го гледаше високо, меѓутоа на клупата е еден Карло Анчелоти, кој што ќе знае веројатно психолошки да ги обработи малце, ќе знае што да им каже, со некои веќе работели на клупско ниво, а од друга страна, доста критики од поранешни фудбалски легенди пред сите од Шмајхел претрпе селекторот на Португалија Роберто Мартинез дека со вакви играчи не знае да вкомпонира доминантна игра, како и што и мињата кажуваат дека би требало да биде играта на Португалија. Малце, ако го анализирам, јас не знам дали на светско, исто на светско првенство, ако се сеќавате на надпреварот Бразил, Белгија. 3-2 заврши за белгиците, 2-0 водеа. Исто игра како и сега. И јас баш бев во една студија, во една гостин, и баш го искоментирав дали ова нов почеток на фудбалот. Дали ова некое нешто ново, не се враќа исто вака напаѓачите. Тоа успеа, на белгиците дадоа брзи два гола, се бранеа со 7, тројца остана напред и никога и не се враќа. Малце чудно, бразилците имаат доминација, но на тие контранапади дадоа, Лукако беше тогаш и помлад и доста побрз, Хазард играше, исто и он не се враќаше, значи има доста квалитетни, не знам уште еден кој по страна мислам дека исто брз играч. Сега гледаме Играше Чарли тогаш, мислам дека да. Така. И сега го гледам истиот пристап, ама не е ова Белгија со такви брзи играчи и пак да успее, бидејќи за мене Португалија е она што го има и најквалитетно, а тоа мислам дека и на целото светско е везниот ред. Значи средината има најквалитетно според мене од сите репрезентации. И сега ако ги подвоиш и ги оделиш напаѓачите со одбранбените, средниот ред нема некоја улога. Се јавува јасна 20, 30, 40 метри меѓу напаѓачите и не можат нити да стигнат нити напред, нити назад и не можат да воспостават доминација на терен. Мислам дека кај нив се гледа она улогата на тренерот и за мене сега ние кои сме да коментираме за Мартинес и за португалска репрезентација, но мислам дека е на погрешен начин. А што се однесува до Анчелоти, да, остава трак, остава белег, овие не се веќе бразилци, мислам повеќе наликуваат на некоја европска репрезентација, се бранат во ниска зона, се повлекуваат, чекаат некоја контра, не играат ништо, да видиме доминација, не гледаме кај нив, не гледаме посет, не гледаме атракции, као што сме навикнати на бразилците, а сега резултатот го знаеме Анчелоти. Капа долу за Анчелоти, никогаш не е атрактивен, не игра ништо, а освојува Лига шампиони, резултатите се негов аду, така да ќе видиме што ќе направиме и не треба да се отпишуваат, иако за мене не се фаворити. Секогаш ние бараме некоја атрактивност, ама може и ваков фудбал, видовме од Лигата на шампионите со Реал Мадрид, сите титули колку ги освои Анчелоти, све се на сличен начин. Не се атрактивни, не играат атрактивно, ама на крај успеваат и победуваат. Читам Шпанија не ја споменавте, бидејќи споменавте добар средниот ред колку е важен. Шпанија важи за селекција која контролира играта, е безпримен гол досега, има одлична одбрана. Каде можеби нападот не име како на времето со Раул, со Торес, нема такво некое име што се истакнува, но Шпанија до кај може актуелен европски првак? Па Шпанија може и до крајот. Да, не ја спомнавме Шпанија и мислам дека добро за Шпанија што не ја издвојуваат во оние фаворити сега да речеме за светска титула, као некоја репрезентација трета, четврта што би можело да освои, не е оној главен фаворит како Франција или ете сега се издвои и Аргентина. И тоа е добро за нив. Шпанија и Барселона. Таму има 7-8 играчи, го знаат системот, играат на ист начин, но сепак научена ли е веќе таа игра, веќе 2 децении гледаме тоа сакав и да го кажам, мислам дека ПСЖ со Луис Ерике воведуваат Бајер Минхен, воведуваат нов правец на фудбалот
и сега имаме некоја борба по тој стар фудбал со посетна топка, тика така, и гледаме еден модерен фудбал каде што Франција нешто слично наликува и на ПСЖ, и сега уште ќе може ова борба ќе трае уште 3-4 години кој систем да преовладува, но мислам дека брзината што ја спроведува Франција, оној модерен фудбал, веќе и човек на човек, не се плашат штоперите да играат со шпицевите, човек на човек, порано светоа да се затвори во систем, па се помераат играчите. Сега е малце поинаку и јас му давам предност на тој, јас некаде го нарекувам и атомски фудбал, не знам како ќе го крстат стручњаците после натаму. Атомски фудбал, модерен фудбал, мислам дека ќе дојде до израз како што дојде ПСЖ, иако на пенали дојде со Арсенал, тука најдобро се гледаше оној систем што уште не се дава, со померања, со доста тактика, она шаховска игра, што сите ние пробуваме тоа да го играме, зашто немаш таков квалитет и на играч, и овие што го наметнуваат Бајер Минхен, ПСЖ, и Барселона сака да се искупи од она уште да играат малце побрзо, но уште се заложници на тој стар систем и ќе видиме кој ќе преовладува и ПСЖ два пати ја освоила со тој фудбал и ќе видиме, мислам дека и Франција во самата завршница веќе последниве 10 години. Да, Франција, да не кажавме дека говорат и резултати. 5 екипи може да состават и овие сега да речат најдете уште 20 и тие ќе видат пак претенденти за светска титула. Страшно, нема екипа у Лига 5 каде што не се најдобри играчите французи. И впечаток е негов дека Франција да прими 3 гола напад од 5 кеда. Може да даде. И јас и дека можеби моќта на нападот ги растеретува многу и одбранбените фудбалери, знаејќи дека напред играат луѓе што во секој момент ќе измислат нешто, ќе дадат гол, па и не сакајќи да кикснат овие назад, овие може да испеглат и да поправат. Ама и тренерот противничката екипа на Франција, како ќе се отвориш? Да. И секако дека никако мораш да ги покриваш, мораш да удвојуваш она што кажуваме дека мораш системот да ти владе, мораш да го покриваш, па Мбапе мораш да го удвоиш, а кого да удвоиш? Олисе да го оставиш на бришен простор, еден пакет помине. Така да мора тактика, мора анализа и мора она што кажав систем, за да се помераш правилно, за да не примиш гол, а они се секогаш опасни. И затоа они немаат проблем еден на еден да те остават, зашто комплетно они ги тераат репрезентациите противници да се вратат во ниска зона и после ми е полесно и да ја освоја топката, таа втора топка. Так. Ако ја има таа втора топка, ајде да не кажеме дека ја победува 100%, ама големе шансите да победете. 80-90% победува. Некако англичаните не ги споменав исто во сенка ни остана, ја имаат најсилната лига во Европа и светот. Имаат искусен стратег кој Тухел ги познава играчите, нели, надвор од репрезентација и во клубската кариера. Како гледаш на Англија? Хари Кейн гледаме дека е во добра голгетерска форма. Па еве и ждрепката малце им е наклонета. Јас ги гледав и двете групи, оние кај што може гледаме дека Аргентина може да стигне многу лесно до полуфиналето. Ја знам полека можеме и да ја видиме, да ги искоментираме и ќе си коментираме и паралелно ќе ја гледаме нели и целокупната оваа условно кажано заврзлама во 16 на финалето. Двојките режија господин Јовица. Така. Оној костур што може да го видиме и левата и десната страна, кој со кого игра сега во 16 финалето и кои би биле нели потенцијални двојки за во следната нокаут фаза. Така, еве ги. Пошироко така. Да, еве го она што англичаните се од оваа десна, ние сега гледаме веројатно гледачите од лева. Првото вкрстување со Демократска република Конго и потенцијално осми на финале со Мексико Еквадор. Па секако тука се фаворити и на двата надпревари. Апсолутни фаворити, иако Мексико е домаќин, но Англија сега со тој квалитет на играчи што го имаат, мислам дека се апсолутни фаворити. Можеме да го вратиме целосно. Бидејќи баш за патот говоревме така, дека и на Аргентина наводно би рекле име чист патот, но кога ќе видиме тука и Бразил, тука се и англичаните. Да тргнеме
одгоре, од како што се Па да, може. поредени. Бразил, Јапонија. Да, еве веќе констатиравме дека Германија, Франција ни е веќе потенцијално осми на финале. И едно големо дерби уште во осмина. Меѓутоа претходно ќе треба да се справат со Парагвај и со Шведска. Мислам дека Шведска не е некој голем залог за Франција, меѓутоа и германците нешто не беа преубедливи во групите, ако се тргне на страна слабечки од Курасао. Добро, сега фаворити се секако со парагвајците не одигра и тие ништо, Шведска не знам репрезентацијата и мислам дека Исак е повреден. Тоа се нападјачот на Арсенал, Ѓокереш и Исак, тоа се главните звезди, главната опасност што ја имаат, ама и треба да им се донесе до таму. Мислам дека Франција е апсолутен фаворит и овде Германија би поминало и ќе имаме вистинско дерби. Така, вториот дел исто имаме уште еден код домаќин. Јужна Африка, Канада, кои што играат вечерва, и Холандија, Мароко. Холандија, Мароко според прикажаното едно од појаките дербија во 16 на финалето. Секако и сличен стил сличен стил играат и двете репрезентации. Штета е гледаме по сите двојки ќе ги анализираме. Штета е што сега паѓаат овие две репрезентации и Мароко не е изненадување и да стигне и далеку. Мароко не е никакво изненадување. Можда и оставија, не можда него сигурно и еден од најголемите впечатоци сега во групната фаза. Играат изворено, имаат извореден тим, но сепак да нагласиме дека иако се они мароканци, тие ни еден не е роден во Мароко, од 11 тие што почнуваат. Голем дел се дури во Холандија роден. Така да пак ќе кажам, кој игра на повисоко ниво, кој игра во тие европските 5 лиги, тие имаат и голема перспектива. Така да, да се мароканци, има мароканци, мислам дека и Мусијала е мароканец, така да може да и за перспектива да имаат, а игра за германска репрезентација, и за перспектива да имаат доста играчи, бидејќи се доста иселени, имаат. Можеме ли да констатираме некако тоа дека победникот од Холандија, Мароко би бил фаворит и против победникот од Јужна Африка, Канада? Секако, за Јужна Африка јас го гледав тој почетниот воведен надпревар со Мексико. Со Мексико. И они оставија еден од најлошите впечатоци, јас што имам гледано. Тој Клоп го каже истото. Тоа не го знаев. Ми оставија најголем од некоја репрезентација што имам гледано и не знам како стигна. Он има во прва постава може 5-6 со вишок на килограм. Не знам дали он има припреми, дали има која уште синтонира химните. Јас викам кај би можеле да играат со ова екипа. Како помина групна фаза преку дресовите. Преку дресовите жолти дресови. Има сигурно по 5-6 кила, 5-6 играчи вишок, не може да стигна 20 минута, добро им доаѓа она со водата. Првата четвртина некако ја издржа. Како помина, и јас не знам како помина дова, ама еве тука се Канада е, мислам, фаворит на овој надпревар, кој ќе игра со Холандија или Мароко, тука не знам кој би поминал. Сега имаме и уште две интересни двојки, Португалија, Хрватска за регионов исто така интересни, Шпанија, Австрија. И тука се надзира уште едно поголемо дерби во осмина финалето, ако биде сега по планот според букмекерите, нели Португалија како фаворит и Шпанија како фаворит против Австрија. Па добро, Португалија како што игра до сега, не знам дали е толку фаворит, може да, по тоа кладилниците или да е фаворит, но Хрватска покажа последниот надпревар дека може да игра. Так. И со англичаните убаво се држат на првото полувреме беше феноменално. Имаат извореден среден ред, кажавме Португалија она што ја одликува е средниот ред, Хрватска е средниот ред кој ќе преземе доминација во средината на теренот. Тој ќе го добие овој надпревар, што по мене е 50-50, иако Португалија вака може да изгледа како фаворит, но за мене е 50-50. Шпанија, Австрија, мислам дека Шпанија е фаворит и Шпанија би играла, не знам, со Португалија или Хрватска. Така, како и да е, оваа четворка понатаму во осми на финалето ќе произведе феноменален надпревар. Затоа што мислам дека Шпанија, еве, се согласуваме дека практично
100% не, ама 90 и нешто посто ќе помине Австрија, а од Португалија, од Хрватска, кој да помине е некој што знае фудбал. Секако, секако. Последните две двојки од оваа лева страна од костурот е домаќинот нели САД против уште една селекција од регионот Босна и Херцеговина, а тука е и супер интересен натпревар меѓу Белгија и Сенегал. Па не знам од кај им право толку на американците да ја подценуваат Босна, како мислиш дека Да, овие 2 дена многу изјави дадоа. Како мислиш дека имаат 5 светски титули освоено, не знам што толку имаат или некои играчи да Лигата на шампиони да освојувале? Не знам од кај толку право да ја подценуваат Босна. Босна покажа дека може да игра, може да се надигрува, иако се американците ете благи фаворити на хартија и домаќини и се, но мислам дека Босна го преброди она почетното кога се загреваат, не знаат до кај се репрезентациите останати, сега играат послободно, имаат потенцијал, имаат доста млади играчи што може да поминат 1 на 1, така да ете ќе и дајме блага предност на американците, но сепак не се сложувам со нивните изјави дека како Босна да не постои, они веќе се гледаат за понатаму. Так. А Белгија, Сенегал изедначен надпревар. Така е. Не е Белгија она Белгија што беше пред го испуштија. Белгија со Мартинес мислам дека го испуштија она златно време каде што за мене бе и најдобра селекција на светот. Апсолутно. И сега малце се не сега него се уподминати години. Постари се и веќе не е она Белгија ни сенка од таа Белгија каде што и Лукаку и Де Бруйне и Хазард беше во таа репрезентација, сега да имаат уште, не знам, штоперите од позади што игра Алдервирелд, Вертонген. Така, Вертонген, тие се веќе Тие веќе ги нема, ги заменија нови момци. Така, Куртоа е уште останат голманот од таа задната постава, нели кога ги гледаме и одбраната и голманот. И мислам дека тоа златно време ни помина. Сега со Сенегал се 50 шансите, но како и да е, ќе бидат фаворити и со кој да помине и со Босна и со Америка, ако помине Белгија, но мислам тоа е максимално до тука би стигнат. Ако ништо друго може да очекуваме голови, бидејќи двете селекции се супер ефикасни, двоцифрени уште по првата фаза. Тоа да, ама сега се други надпреварите. Сега се надпреварите не се толку лесни, она во глава е или победуваш или победуваш ако губиш идеш дома, не е веќе група, па да играш послободно, па да правиш ротација. Пак има уште една утакмица ако сгрешам сега. Да, притисокот е поинаков на секој спортист, притисокот у група или вака на елиминација е многу поинаков. На другата страна првата четворка Бразил, Јапонија и брег на слонова коска Норвешка. Ова група мислам дека е доста послаба од останатата. Како дојдоа, како вкрстуваат, мислам дека овде се и пославите репрезентации. Бразил е фаворит со Јапонија, а брегот на слоновата коска мислам дека е фаворит против Норвешка и тука би се сурдили. Иако Норвешка Халанд и Сорлот ги има. Секако, ама Халанд не е играч каде што може да поминува еден на еден. Халанд е типичен шпиц, типичен центрафор, не е он од класата на оние француски напаѓачи каде што се опасни 1 на 1, каде што со својата брзина може да помина. Халанд е човек што треба да му ја донесеш. Во Сити тоа има кој да го прави. Овде така е, овде е малце потешко и некогаш е фрустриран, некогаш е и одсечен, така да али Норвешка секако и успех што стигна и до тука. Четворката кај Англија веќе ја прокоментиравме прва. Она е тоа што го спомнавте преска дека на Аргентина полека некако и се црта патот до одбраната на титулата. Со Капе Верде вкрстува сега, а понатаму потенцијален дуел или со Австралија или со Египет. Па и првата и првиот и вториот надпревар мислам дека се исто. Иако Египет има добри поединци, добри играчи, но мислам дека и не е нешто разлика од Австралија и од Кабо Верде. Така да Аргентина тука апсолутен фаворит на двата надпревари. Штета за афричкава сензација сонот ќе им го расипат можеби нели аргентинците, а непоразени се по групната фаза што за еден дебитант и една ваква репрезентација е навистина импресивна.
Секако. Последната четворка Швајцарија, Алжир, Колумбија, Гана. Сите Тука е се неизвестно. сите се може не изедначени, ама не се па ни премногу некоја разлика да има изразит фаворит. Так. Можеби Колумбија е во најдобра форма, еве да кажеме од овие. И добро играат. Така. И добро играат. Ама сепак и Гана е репрезентација кај што има многу добри поединци. Така да тука ви дале шанса на Колумбија, ако играат како до сега, Колумбија да поминат и после да играат со Аргентина. Но сепак патот кој ќе се види, убаво да видиме, Бразил би дошол со Англија и Аргентина Така. со Колумбија. Некако им е поичистен патот. Ваму се Германија, Франција, не знам, Канада, Португалија, Шпанија. Португалија, Шпанија, тоа Па се и веќе. Белгија и домакин од Америка. Да, меѓу себе ќе се чистат и ова група е малце до полуфинале Аргентина, Бразил или Англија, не знам кој. Малце е појасна групата. Так. Да, ги погледнавме тоа што е. 16 на финалните дуели кои што ќе ни дадат подоцна и некои навестувања веќе и за 8 на финалето. Дали полека може да загребеме и во нашиот фудбал и во состојбата ние каде сме? Па и јас ви го прашал, Срле, што мисли колку ние сега моментално сме далеку од овој елитен фудбал, иако пометиме во блиско минато бевме на едно историско европско, па Два баражи. од тогаш се мачиме некако. Далеку сме. Сега да бидеме искрени колку и Америка далеку, така и ние сме далеку. Далеку сме, кажав јас, ние немаме, еве да ги анализираме и нашите играчи, ние мораме да произведуваме или тешко да произведеме сега за топ 5 лигите, ние играчи некогаш од Македонија иде, како и ние што отидовме во тие топ 5 лиги, некогаш беше и ценето нашето првенство. Она што треба да се свртиме е на школите. Јас секогаш го потенцирам тоа. Има начини, има како да се подобрат работите во школите, но тоа ќе треба доста макотрпна работа. Ние не сме некоја земја огромна па да имаме и толку иселеници па да бараме како Мароко. Во диаспората сепак ќе најдеме ние неколку, можда 2-3 играчи, но да видиме и од тој аспект искрени, например, ако се ајде македонци, ако е као Кулушевски, ако му понуди Шведска да игра, ние сме секогаш у втор план, или овие од албанска националност, што се родени, имаме многу тука. Така. И што играле и на светско првенство и што се главни играчи дали у Швајцарија, имавме и у Германија, Блерин Джемаили долги години капитен на Швајцарија беше. Така, имаме и у Германија што игра на светско првенство за германска репрезентација. Шкодран Мустафи. Прво се тие матични земји, ако им кај што се родени или кај што играат, матичната земја им е Македонија, но кај што се родени, ако им понудат, таму прифаќаат. Ако не Албанија, ако не Косово, и четврта ние сме опција од албанска националност, да бидеме искрени и да го кажеме дека тешко можеме да најдеме. И од македонците кажавме пример Кулушевски, ќе дојде некој, сигурно има и некој друг, сега не ми текнува, што ја прифаќаат друга земја она кај што се родени. Да се надеваме дека ние ќе почнеме, ќе го ставиме прстот на чело. Кога збориме, не се и виновни самите играчи. Тоа сакав да кажам. Колку траат кариерите и колку можеш да дадеш во фудбал. Не ги обвинуваме, така да секој си гледа за свој интерес, но да кажеме дека треба малце да кажеме стоп. Ние немаме од диаспората, затоа го наведов овој муавет, дека ние не можеме од диаспората да се ослониме на диаспората, па играле таму, играле ваму, па да ги придобиеме тие играчи, значи нас не останува само производство на играчи. Баш како што е примерот со африканците, што како еден Мароко што. И затоа сме ние многу далеку. Ние треба да почнеме од нула и да стигнеме до некаде. А што се однесува до европското, да, ние вистина отидовме на европско, ама како отидов? Да бидеме и тука искрени. Што веќе не постои тоа. Од групата С. Д. Да, тогаш бевме во Д. Д. Со Гибралтар, со
Естонија сега дали беше тогаш или во наредното, не се сеќавам, меѓутоа да, во право сте. Со Гибралтар, Ерменија, групата и Дали беше Лихтенштейн, Луксембург, некоја Така тие нешто. репрезентации? мислам дека Лихтенштейн. Так, Луксембург не, Лихтенштейн. так. И бевме први у групата. Со Ерменија не знам како победивме 2 Пак Грузија, како беше мислам, беше пред. Полуфинале со Косово, па финале со така Грузија. нешто, така нешто. Така. Полуфинале, ако се сеќавате, Косово дојде без трите најдобри играчи, Тука на Муричи, Градски, да. Рашица, не знам, тука на Градски имаше ковид, нели тогаш короната. Да, таа година. И отидовме без публика си играш и отидовме на она финале каде што Грузија играше без најдобриот играч Параскели. Имаше исто корона. И во една COVID. генерација кај што го имаме еден Горан Пандев што Горан Пандев, Елмас, го достигна нели првот во својот. Алиевски беше тоа во најдобрата Джани, форма. Сите играчи игра. Сите Така играчи игра и во добри клубови. Сега немаме ние играчи што играат и што се толку што се во добри клубови. Затоа викам ние сме далеко, а производството на македонските играчи од Македонија не ни остава впечаток дека ќе отидат, ќе направат трансфери во не мора да е во топ 5, нека биде и Холандија, Белгија, Ама ние во сме респектабилна лига каде што е ние сме добар далеко фудбал. од тоа. Немаме кој би од македонски играч сега направил трансфер таков голем и да отиде некаде во такви клубови. Токму тоа ќе ми беше следното прашање. Моментално како ви се чини крвната слика и на нашата фудбалска лига вака кога ќе ја погледаме? Да дојде, еве не мора скаут да дојде, да ви дојде гостин, што ќе го однесете да изгледа? Па мислам дека и нема да дојде. Трета фудбалска лига поинтересна во публика. Тако ништо друго на трибините ќе гледа као. Не, добро да не збориме, не, добра си е фудбалската лига во наши рамки. Јас секогаш кажувам колку пари толку и музика за тие пари што се вложува, за тие пари што влегуваат во македонскиот фудбал, да издвоиме 3-4 екипи што се малце подобрете, Вардар, Шкендија, Струга, Силекс е до некаде може да кубори не таков буџет како што имаат овие останатите клубови, куборат и со екзистенција, со пари може и да закаснат со плати, тоа веќе не е професионален фудбал, тоа е веќе некој друг. Да не речем аматерски, ама натаму иде. Да, Неколку тие екипи поминавте како стратег, споменавте Вардар и Силекс, тука е Пелистер, Струга, Тримлум. Па кој период би го издвоиле така со најголем впечаток и на што сте благодарен и можете да се пофалите? Ако иде добра репрезентацијата и клубскиот фудбал е некако го следи тој чекор. Значи репрезентацијата е огледало на една држава. Имаш добра репрезентација, тука си и тоа е огледало, така и клубскиот фудбал. Сакаме да произведеме некој играч, некои ќе земат од првенството, па се следи, па ќе вложат повеќе пари екипите, но сега кога почнува клубскиот фудбал да губиме од репрезентации, не можеме да стигнеме до некоја висока цел, така и клубскиот фудбал веќе нема интерес, нема она што зборевме да дојде некој менаџер од некои клубови и тука се губи и кај спонзорите. Не е лесно сега да извадиш милион евра од джеб годишно, па да ги дадеш и а да немаш фидбек, никаков фидбек од тоа, немаш спонзорство, немаш продадени карти, немаш реклами. Ние во македонскиот фудбал тоа ни фали. Немаме ТВ права како што имаат останатите да ги продадеш ТВ правите. Значи, овие тие милион евра или нешто се чека од ваучер или од вамо од таму, не е лесно да ги извадиш. Нонстоп нешто се чека. Малце се качија и цените веќе не се ако не знам буџет пред 3-4 години со 500-600 илјади ти си веќе може у Европа, сега 500-600 илјади не можеш ни да почнеш прва лига. Затоа не е лесно. Сите се дуплирани, тродуплирани и платите на фудбалерите и условите за играње. Сите трошоци и така да не е лесно и да си спонзори, затоа малку и деликатни се спонзорите, ние многу и имиња и не знаеме на нашите клубови кој е спонзор, кој дава пари, само едноставно ќе кажеме од турска човек и тука завршува се. Па сега кој ќе го најде тој од турска да го најдеме, некој има и фантоми. Кога игравте во Вардар беше на прагот на влез и во Лигата на шампионите, оној
потоа оној легендарен двомеч со Рома. Јас како навивач на Лацио многу ми е драго оној гол на Рома што го дадовте од 120 метри. Меѓутоа, што ми беше прашањето, Вардар тогаш имаше едно одлично квалификацијско издание. Вардар потоа влезе и во групи во Лига Европа. Сега Шкендија влезе во конференција, дури го помина оној првиот лигашки дел. Меѓутоа, меѓу овие изданија некако празни одови во клубските сезони имаме. Што би требало да се случи за да врзат македонските клубови во Европа, па барем 2-3 години, ако не повеќе, да играат групи во некој надпреварување. Не мора да е Лигата на шампионите, да е Лига Европа или конференција. Добро, тоа беше до 2000, 2002, 2003, 2004, не знам, 5 година и златни времиња, десетина години од нашето постоење. Златни времиња на фудбалот ние да анализираме и да кажеме сега од тие играчи на Вардар или играчи на Силекс, јас играв и таму и 6 години у Силекс. Значи тие сите направија 90% од играчите направи у Европа трансфери. Значи ние у тоа време или ќе играше Европа или не постоја вакви земји како сега. Тие беа посиромашни и од Македонија и они гледаат да отидат некаде. Значи само плаќаше Европа, немаше од руските републики, немаше некој, не знам, Албанија или сега за нас се предизвика Албанија и Косово. Значи тие беа многу далеку. Нема грците може немаат такви пари, не знам, или играш Белгија, Холандија, Германија и така доаѓа и менаџери. Значи ние можевме да пркосиме и на такви екипи. Знам која ние Силекс игравме со Мехенгладба, ние дававме изјава, а Мехенгладба беше првак на Германија. И сега да ги вратиме нашите изјави што дававме, ние бевме уверени дека ќе поминеме Мехенгладба. Значи немавме интернет, немавме анализи правење. Така. Знаеш, она кога мало куче и лае на големо, мисли дека е многу јак. И се осеќавме како многу силни. А за разлика од сега, да, помина Шкендија, но сега е друго надпреварувањето. Тоаш беше или како сега елиминациона фаза. Ти доаѓа, ние ги поминавме, пак ќе се навратам, прваците на Унгарија, како да не постоја, бевме 3 класи над нив, и ни дојде Мехенгладба и ние уверени у тоа дека и нив ќе ги поминеме и така беше елиминациона. Играш и испаѓаш. А сега, ако си шампион, ти да поминеш првото коло, дај Боже сега Вардар да го помине, да навиваме од срце сите да идеме на стадион, да го поддржиме, да го помине првото коло, и ако помине прво коло, он има загарантирано уште 8 утакмици во Европа. Да испадне од тоа од Лига шампиони, па ќе игра Лига Европа, па ако таму помине едно коло, он има групна фаза у конференција. Тоа е направено за малите екипи да чепнат од оној колач. И сега, не знам, Шкендија чепна 5 милиони и ние паѓаме у транс, колку се тоа многу пари, што Шкендија земала или Вардар, не знам, у тие. Тоа се премалце пари. За да направиме, ние треба, да видиме Звезда колку да не идеме сега Бајер Минхен или ова, да големите екипи, да видиме Звезда колку е буџет. Окружувањето, Звезда, Партизан, да видиме Олимпијакос, Панатенаикос, да видиме Бугарија, да видиме Динамо Загреб. Значи тоа се од 50 милиона нагоре секаде е буџет до 100 милиона. Сега ние чепнала, тоа се огромни пари, не чепнала, него огромни пари за нас Шкендија и ние викаме сега паѓаме у трансфер тие 5 милиона и кога пак, па да ги вложиш. Што да вложиш у тие 5 милиона, што да донесеш? Каде поправо. И може ние ваков некој изглед пак да направиме, ти дава Европа ваков изглед да направиш, да сега ако не направиш изглед, ќе умрат сите првенства, као нашето првенство, ќе нема и зашто и да го играш. И да го играш. Само шампион што е Вардар има загарантирани милион. Так. И сега све натаму е плюс колку ќе одигра и ќе добие. Пак е предизвик, тие се за нас предизвик, за Европа се хотелски. Од целиот овој моабет може и да констатираме колку им е тешко и на тренерската фила да дојде да работи кај нас, па и зашто да не се пофалиме во иднина и со едно тренерско место на појака екипа, на едно селекторска позиција на некоја репрезентација, што ќе може да ја видиме на европско или на светско. Како се гледаме тука? Каде е таа тренерска фила? Од кај нас да отиде некаде? Да.
дали сето ова е резултати во борбата нели за тренерите да се видат негде повисоко? Па е да бидеме искрени, јас би прашал дали би земал ти од некој од најслабите првенства у свет некој тренер некаде. Сега да бидеме искрени, може да направиш резултати овде, може да направиш било што, освен ако си нешто селектор, па некаде имаш CV, ти можеш у Македонија, па знаем у Македонија како е првенството, што е првенството и сега ти да отидеш, можеш да отидеш у некој ранг каде што е со Македонија, ама тоа не е веќе колку ти треба да работиш таму, па да те види некој, а тоа веќе мислам дека е многу тешко. За да продаваме ние памет, а ние имаме супер тренери, можеме да се мериме со такви, ама не можеш да дојдеш да дојдеш до мерењето, не ти дава да дојдеш до израз. И сега ние да бидеме тренер некаде у Бундеслига или да бидеме негде у Франција, покрај толку легенди нивни, покрај толку големи имиња, покрај толку тренери, покрај толку школувања нивни и сега ние ќе дојдеме ние од Македонија, јас сум секогаш искрен и реален и затоа така гледам. Не дека е ова песимистички, но ние мораме да работиме сите заедно да го дигнеме фудбалот и после да очекуваме и резултати од играчите да се продават, а штом се продават играчите ние произведуваме. Значи тие ги произведеле некои, тоа се тренерите, тогаш и тренерите можат да идат. А иначе со шема, со ова, со она, секако дека можеш некаде да одиш, ама тоа се шеми. Така, заедничка е борбата. Така. Мислам дека имавме доста содржаен разговор на тема светско првенство и на тема македонски фудбал и ни останува да ви се заблагодариме за тоа што дојдовте, што како и во некои наши претходни муабети, дали биле пред камера или не, искрен како и секогаш и директен и мислам дека тоа ве прави еден од поомилените фудбалски луѓе од фудбалскиот свет за гледачите наши. Ви благодарам на поканата и секогаш сме отворени. И секогаш добре дојде. Така.